Здраво на сите! Добро дојдовте во подкастот Марија во Америка и овој пат сме во малку поинако и поразлично светло. Марија во Америка е на летен работен распуст овде во Македонија. Зошто? Затоа што сакам да ги снимам сите оние македонци кои што се вратиле да живеат овде во Македонија. Едноставно живееле во Америка, работеле, имале кариера, граделе некаков си живот, но одлучиле да напуштат се и да се вратат назад во родната земја. Како живеат? Како се снаоѓаат? Како им е овде, ќе дознаете токму од нив. И овие летни изданија на Марија во Америка ќе се снимаат на секаде низ Македонија. Односно, каде се нашите гости, ние таму одиме. Така што започнуваме со првиот гостин во оваа Summer Edition, односно летна едиција на Марија во Америка. Започнуваме веднаш по најавната шпица. И еве сме повторно назад, но овој пат не во студиото, како што знаете, туку на гости кај Антонио Тасевски. Многумина од вас го познаваат како член на новоформираната група Да Капо Бенд, но јас го познавам многу одамна, односно го знам веќе неколку години во Америка. Го запознав сосема случајно каде што свиреше и пееше, така што Антонио е музичар. Антонио се занимава со музика, пее, работи, свири, работеше и во областа на камионите, транспортната индустрија, но тоа како дојдол, зошто дошол во Америка и како живел, ќе ни каже тој самиот. Во моје друштво денес, во подкастот Марија во Америка, мој гостин е Антонио Тасевски, македонец кој што живел во Америка, но се вратил да живее овде во Македонија. Антонио, добре дојде. Добар ден, Марија. Добро ве најдов и ти благодарам на оваа прекрасна покана да бидам дел од твојот подкаст. Мило ми е што сме овде кај тебе, на гости по дома, така што ти си денес нашиот домаќин и драго ми е што е тоа така и еве си назад во Македонија. Но сакам да се вратиме на твоите почетоци, односно на тоа Антонио кога отиде да живее во Америка. Колку години имаш, Антонио? 11 години. Добро. Стапнавме во Америка. Така, живеевте овде во Македонија каде? Во Чаир. Во Чаир. Скопје север. Чаир. Така. И што се случи? Зошто се преселивте Америка? Моите игра лотарија, америчка лотарија, US Embassy програм. И мајка ми ја излекува и случајно ете решивме да отидеме за Америка да видиме и таму како е животот. Да видите што ќе се случува и што ќе биде. Да. Сакаше да одиш Америка, како ти беше представена Америка како дете? Како дете географија, час по географија во петто деление, само тоа познав, по тоа познав Америка и ништо друго реално. И каде отидовте? Значи добивте зелена карта, мајка ти доби, односно да. Како добива мајката, добива и целата Цела фамилија. Точно. И се селите за Америка. Точно. Идеме да се селиме за Пенсилванија, таму живеевме некој месец дена. И прва другарче ми беше црнче. И мене беше чудно, ама интересно игравме кошарка, ја ниско дете, тој 2 метраш и ме учеше кошарка, таму живеевме некој месец дена и се преселивме во Чикаго. Таму бевме пак некој месец дена и нашето место си го најдавме во Индијана, нели, кај што се нашите македонци, таму имаше преголем број на наши. Зошто прво Пенсилванија? Зошто отидовте во Пенсилванија? Таму живее чичко ми. Значи знаевте некој, да. Отидовте кај него. Да. Како ти беше кога отиде првите тие месец дена? Како ја доживеа Америка? Интересно, нешто сосема ново, сосема, како да кажам, местото беше преубаво, планинско, такво скијачко место, многу убаво место. Но деца кои деца ни фалеа другарите. Првиот месец мислам дека го помиравме во плачење со сестра ми, па после тоа се адаптираше веќе тие некоја влагаш у некоја нормала. Така. Се селите во Краун Поинт, Индијана, каде што го наоѓате и вашиот дом, вашето место на живење, но ќе речеш дека не ти било лесно. Значи од претходно што се познаваме, ќе знаеш дека и ќе речеш дека сте поминале низ тие баш буквално душеци на земја, тешка кариера, тешок почеток на животот. Раскажи ми за тие моменти. Памтам, значи како дете, значи првите 2 месеци од Пенсилванија или во Чикаго во Индијана, стигаме до станче, моите зимаат стан под кирија и буквално немаме ништо. Сега можам да кажам и јавно, не се страмам, ние отидевме во Америка со $2,800, тоа е моите. И 3 куфери.
И стигаме во Станчево и празно, и кој како не знаат луѓето, ќе ни се јават те на таа и таа улица, нели американците, душекот нема, тросетот нема да им се свига, ќе го остават. На таа и таа улица имате душек, идете земете го. И ја и татко ми со едно караванче, пат на кров, идеш дома, душек имаш да спиеш. Утре ден ќе се јави некој друг, имаш маса, идеш, имаш место за јадење. И така првите 6-7 месеци, година, две, можам да кажаме, борба. Така. Тешко ги гледаш твоите работи од јутро до сутра. Пробуваш да направиш нови пријателства, нови другари, нели нов круг на луѓе и некако се иде на slow motion. Ти одеше во училиште, но твоите ете работеа. Да. Во Македонија што работеа таму? Мајка ми работеше во ГТЦ, продавачка, татко ми такси. Добро. И цел живот со некои приватни бизнеси имат работно и Од страна. да. А кога одите на Индијана, со какви професии, со какви работи се соочуваат твоите? Па првата работа на мајка ми беше, мислам дека Макдоналдс, ако памтам, и исто така дома правеше кифли, Так. лепчиња месеше и ја и помагав, мајстор сум за леп, иначе ако некој Браво. го интересира. А татко ми работеше во фабрика за железо. Во Добро. Гери. Так. И Стандард. почетоците никогаш не се лесни и едноставни, Не. посебно некога доаѓаш со фамилија и со две деца. Како Антонио се уклопи во школскиот систем во Америка, доаѓајќи од, нели, учејки и школски систем во Македонија? Како ти беше тебе тоа? Па ми беше интересно, не знаев англиски, сите ме гледаат, значи Антонио беше најпопуларен, дека не знаев англиски, сите сакаа да ми помогнат, наставничките ме обожаваат, сите петки ги имав додека не научив англиски. Научив англиски, Замина петките. почна тројки, четворки. Така. Како ти се допадна училишниот систем, целиот школска програма во Америка? Интересно, мислам како и секое дете, почнав одма да формирам друштва, идевме заедно во школа, после школа имавме активности, значи системот е феноменален, немам ништо лошо да кажам, баш слично како тука. Така. Но кажи ми за пријателствата и другарувањата во Америка, затоа што доаѓаш тука со веќе некои години кај што имаш другарчиња. Да. Селиш Америка и треба да направиш нови другарчиња. Какво е другарувањето со овдешните деца и тамошните деца? И дали се дружеше повеќе со македонци во Америка? Секако, да. Првите четворица другари ми беа двајца македонци и двајца срби. Не бевме разделни, неразделни бевме, како да кажам. И дружбата беше иста, значи и они дојдени како мене пред 2-3 години, балканизирани деца и тоа беше секој ден полиција не вика. Така. Само тоа ќе кажам. Значи убава дружба имала. Да, преубава, феноменално. Завршуваш основно училиште, одиш средно. Мгм. Што сакаше да учи Антонио? Што те интересираше? Сакав да завршам за професор за музика. Имав и стипендија добиена од Crown Point High School. Таа стипендија покриваше некои 50% од трошковите за факултет, но моите не беа финансиски јаки, да кажам, да може тоа да го издржат. И тогаш почнав да возам камион. Така, на твој колку години? 20 години. 20. Заедно со твој татко? Па он ме возевте? научи, да, Така. он ме носеше со него некои 2-3 месеци на пат. Он ме научи, влегов, земав, положив и си реков ќе возам една година, ќе направам некој капитал, ќе го продавам камионот, ќе си го финансирам факултетот и тоа ќе биде тоа, ама Колку години помина? 12, 13. 13 години. Ништо не се случи со 14, 34. 34. Да, лета време. Ништо не се случи со музичката академија, Не. претпоставам. Со музичката академија не, но останав, кажам, аматерски да се работам со тоа. Добро. До ден денес не знам да читам ноти, но песна да ми даш било која за 5 минути ја слушам и ја свирам. Кажи ми од каде таа желба за музика? Кој во фамилијата е музички талентиран, да речем? Па, цела фамилија, од татко до дедо, до баба, прабаба ми била дел од бабчорките, дедо ми бил дел од Никола Бадев, од таа гарда на пејачи. Мгм. До ден денеска човеков кој ќе запее, мислиш дека Никола Бадев да слушаш, мислам феноменално. Мгм. А јас случајно никогаш немав истакната некоја желба, чак и слушав рап музика до 14 години. Мене во школа ме врзува со тие зиптајс, Мгм. дека панталони фармерки ми беа до пола колена. И испадна Гранд Звезда. Тања Савич, ако се Добро, сеќаваш да. тој период. И случајно песни ги слушав, имав едно сајзерче дома и почнав да си ги свирам, да си ги вежбам, татко ми на работа, јас запали сајзерот. И доаѓа дома, викам, тато, викам, че да ти покажам, сум научил некој од песни, вика, бе, ти имаш глас. И од тогаш почнавме да работиме аматерски. Он нешто свиреше, ја пеев по куќни прослави, домашни прослави, и тоа се порасна до тоа што е денес. Но
дур си пееше и си свиреше, возеше камион. Да, да. Тоа ти беше примарна професија од која што Точно. се заработуваше и која што нели го тераше животот напред. Точно. Каков ти беше камионџискиот живот? Со каква се страдања Антонио се соочи на пат, приватно? Раскажи ми за тој период. Како е да се биде камионџија во Америка? Не е лесно да се биде камионче, дефинитивно, посебно ако имаш фамилија и деца. Значи, највеќе патат тие деца што, па и мислам и ја како родител највеќе патам, дека, бидејќи искачаш на пат, со 10 дена, 2 недели, 3 недели си на пат и не ги гледаш тие деца. Доаѓаш дома на ден, два, ќе те викнат на свирка, дали да идеш да свириш, дали да идеш да се видиш со нив да искочиш. И тоа ми беше еден голем предизвик и за моето враќање во Македонија. Така. Наставно не можев да го издржам тоа темпо, да не поминувам време со моите нели најмили. Ке споменеш фамилија, во таа фамилија нели оженет си со 3 дечиња, но пред да бидеш сето тоа, Антонио ја запозна својата сопруга како? Каде се запознавте со Ана Марија? На Skype. На Skype. Преку еден другар. Врската е, може да ја кажам кој е запознал, но Може. кој ви беше врската за вашето познавање. Не знам колку се сеќавате на Емил од М2 Потрага под звезди беше. Емил Арсов, да, кој што музички е активен на некој начин, но не е по сенка е денес, така? Мислам дека не е толку активен како што беше на време. Како што го знаат Да. и го познаваме сите од тоа време. Кој го знаеше Емил? Како врската? Двајцата го знаевме Емил. Сопругата она имаше отидена на work and travel и останата како, нели, и сите. Слушнав ја се, тоест она се слушнала со Емил, вака и вака ми е ситуацијата, и они кажал, имам другарче во Чикаго, вика, може да ти помогне, може и стварно да се засакат. И така станува таа спојка у 2 сат навечер. Он ме спојила со Ана Марија, неја и го кажува истиот младе, ние почнаваме да пишуваме 4 дена, ја и викам, вака како што те гледам, ја ќе те земам стварно за жена. Те сакам, као. Да. Не, да. И тоа беше 4 дена на Skype и И љубовта продолжи. продолжи, да. Какви девојки, ете, Ана Марија е македонка, но сакаш ли Антонио да се состанува, нели, да одиш на излегување со балкански девојки или американки? Па види, лоша девојка не постои, така да. Нема тука што како. Не постои, не верувам. Само да Да е како што треба, Точно. така. Океј. Но еве се погодува македонка, сопруга, заедно сте со Ана Марија, како што викаат и во добро и во лошо. точно. Заедно терате низ Америка, заедно работевте, Ана Марија никогаш не провози камионот ти беше десна рака и голема Точно. помош, така? Да. Што се имаш возено, Антонио? Какви се приколици низ Америка? Па ја генерално транспортирав коли низ Америка, така да Добро. кој приколки за 8 коли од нормални до екзотични коли, што не сум тренал. Какво е тоа искуство? Како се зимаат колите, како се собираат, каде се носат? Колите се носат од салони до салони или од аукции до салони или има сезонски се работи за Флорида. Тоа се приватни лица што нели зимскиот период го поминуваат во топлите краишта и нивните возила ги транспортираме. Опасно е. Едно од најтешките начини да се вози камион или Па една од поттешките работи дефинитивно. дека сепак нели автомобили треба да ги пазиш, Да. се може да се случи. Па не да Боже, една мала грешка може да те кошта илјадници долари. Така. Заедно со Ана Марија ви се раѓаат и 3 златни дечиња, живи и здрави. Благодарам. Градите живот, живеете во Краун Поинт, Индијана, но решавате да се вратите назад во Македонија. Пред да решите да се вратите во Македонија, ти имаш и музичка кариера во Америка. Точно. Секаде свираше, Антонио беше секаде присутен. И навистина, квалитетот е на ниво со тебе. Те запозна во еден ресторан, прв пат кога те видов, пееше песна од Тоше, на забава, македонска забава, во тој македонски ресторан во Чикаго. И си реков, кој е детево? Алалда мое, браво мое. И благодарам. И драго ми е што, еве, денес го правиш тоа што го правиш и го сакаш најмногу,
Но кажи ми како тераше со музиката? Како ти одеше таа една, ете ми спомена, нели, свирање, пеење, кој се те викаше, каде се настапуваше, на какви забави можеше да се види Антонио во Македонија? Чисто една слика за гледачите да им Во дадеме на Македонија или Америка? Извини, да им дадеме една јасна слика на гледачите кој бил Антонио во Америка. Антонио свиреше секаков тип на свирки. Поголем број од свирките беа приватни забави. Луѓето, како да кажам, да не звучам, нели, некоректно, ама применив кај мене многу работи што се однесува до репортарот. Многу од колегите во Америка свират репортар што е повеќе на народно, нели, тамо сме отидени, сите си ги сакаме тие песни, но младината што е дојде на последниве 15 години, не се дојдени пред 500 години, млади се по 25-30 години и си сакаат нешто ново. Модерно, сега не споминувам бендови имиња, и едноставно решив да направам еден пресврт. Ке се фокусирам на таков репортар, ако ме прифатат, топ, си правиш твоја публика, чиста сметка, чиста сметка долга љубов. И едноставно на тој начин се оделив. Да. И фала му на Бога, имав премногу работа, луѓето тоа го цена, дека бев на некој начин, може да кажам, и различен. Те препозна. Да. Те препозна квалитетот, начинот на пеење, на свирење, каде се не беше, на македонски забави, на 8 мартовски забави за жените, приватни забави. Конвенцијата ја свираше Точно. пред 3 години во 3 години. Америка. Еве годинава има повторно во септември дојде. во Чикаго. Дојде. Каде се не можеше да се види Антонио? И баш тоа сакав да те прашам. Какви забави и какви музики и какви песни сакаат нашинците во Америка? На што се веселат? На каква музика? Според тебе, твое искуство до сега. Според мене, на старите евергрини. Мислам дека кај нас, младите, старите евергрини поминуваат најдобро. Тие 90-тите признавам 80, Росана, 90-тите, Маријана, да. за тие хитови зборуваме. Точно. Што е со народната музика? И народната поминува после, нели, После тие. после 7-8 пијачки веќе се бари народно, но и начински народното што го свирев беше на некој поразличен начин од, да кажам, од останатите музичари. Не знам како ќе бидам сватан. Поздрав за сите, но Така. А кажи ми за заработката, за хонорарите. Може ли да се живее само од пеење во Америка? може ако си сам, без Ако си- фамилија. Така. Може сабота, недела, петок, приватни Да живееш забави? убав живот, си направиш паричка. Си отидеш, си прошедаш преку недела, доаѓа петок, Те нема. те нема, се 3-4 вракаш дена. на сцена и пак те нема. Те нема некои 4 дена и под понеделник пак на ново одмор. Мгм. Да, Значи, во рете се заработува, хонорарите се во ред, но и бакшиш има, така? има. Знаат нашите да фрлат, па не и нашите и балканците кои ќе Сите. да слушнат. Дарежливи ли се македонците кога станува збор за бакшиш во Америка? Секако дека да. Така? Даваат, Секако дека да. Не можам да се пожалам. точно. Но ете, и бакшижи, и кариера, и се решавате со сопругата да се вратите назад во Македонија. Каде сме сега? Каде решивте да се вратите? Па, пред некои 5-6 години правевме мојавец со Ана Марија и едноставно ми, како да ти кажам, тоест не, да, 6 години, Андре кога се роди. Се роди првото дете и си викам, значи, работам, возам, свирам, ден, ноќе сум по патишта, по кафани, по ресторани. Значи, не можам ни тебе да те видам, па ни детево. Дај викам да се вратиме доле. И доле би работел со музиката, мада преку недела нема да возам камион, ќе бидеме заедно, сплотени, фамилија. И тоа беше договорот, ајде да пробаме да видиме, но фала му на Господ, секој летенце детенце и се одложи тоа за некои 3-4 години, што не ми е криво ни, нели, ни малце, нека се живи и здрави. Па сега планираме и четврто да се роди во Македонија, Така? ако ми дозволи. Да има едно родено тука кај нас. Точно, да. Едно да биде. А со што се соочувавте при одлуката да доаѓате во Македонија? Што ти беше присутно, а што те колебаше да се вратиш нас? Колебаше, значи, пред се таа слободата, како што спомнав со фамилијата, моите најблиски живеат тука, а тоа што не кочеше малце системот, државичкава наша најубава на свет, што се уште, еве, тука сум година дена вратен, се уште многу работи фалат за да биде, нели, а може да биде перфектна држава. Значи, перфектен еден свет.
Си го живеел Антони америчкиот систем. Убаво ги Да. знаеш законите, школството си го поминал таму, си возил, ги знаеш законите за возење, значи ништо не ти е страно таму, затоа што си бил дел од Америка, повеќе време имаш поминато живење во Америка него во Македонија. Доаѓаш овде во Македонија. Америка не е совршена, Македонија не е совршена. Во Америка има убави работи и во Македонија има убави работи. Кои се убавите работи во Америка, што ќе ги споредиш убавите работи во Македонија според тебе? Бавите работи еве ќе почнам од Америка, дека таму нели подолго сум живеел. Бавите работи таму се дека има ред и мир. Значи постојат закони, функционираат законите, редот постои. Сега луѓето какви се, такви се, може нели викаме американците се фейк, ќе ти се насмее, ама барем ќе ти се насмее, ќе ти го направи денот убав. Тука идеш на каса, чекаш 20 минути на ред, да купиш мастики и те гледа жена онака како не се живе. Ги разбирам и нив, ама барем насмеси. Мене ќе ми го направиш денот позитивен и може ја тебе ќе ти го направам денот позитивен. За тука што ми е побава слободата. Слободата, фамилијата ми се тука сите на купче. Сакам да запалам кола, еве и оваа работа во Америка нема време да отидеме на одмор. Значи, а тука фала Богу годинава веќе 5 аранжмани имаме направено. Ќе се прошетаме, цела Европа ќе шетаме и тоа го нема таму. Тоа знаеш и ти како е. Тидеш 2 месеци и се враќа се 2 години уназад. Да, од финансиски аспект. Да, мислам се е поразлично и времето и ангажманите и аранжманите и работата. Не можеш да се договориш едноставно време да најдеш кога да отидеш. Си го прави своето. Да. Што не ти се допаѓаше во Америка, тоа што не ти се допаѓа во Македонија? Не ми се допаѓаше начинот на живот, како што кажа пред малце. Исто така со пријатели, за да се видиме треба да се договараме 2 недели унапред. Брат, пример 31 јуни, слободен. Пиши си во календарот, ќе идеме на јадење во ресторан. Таму, да. Месец дена од сега. А овде? Тоа го... Овде има, мислам, фала Богу, тука пријателите ми се сите зафатени, но некако се наоѓа повеќе време. Не е толку строго како во Америка. Ај брат, идеме на чорбичка. Ајде ќе идеме на чорба. Можеш да искочиш од работа. Ќе искочам пола сат, на чорбичка, ракијичка. Спремни сте за денот. Спремни сте за денот. Чао, пријатно. Така. Таму тоа го нема, за жал. А што ти недостига овде во Македонија живеејќи? Што ти фали? Што ти е неубаво? Културата. Културата? Ми смета многу. Така. Се уште. Навикнат на таа култура, затоа што според мене мислам дека законот таму се почитува, му се плашат на законот, а овде има луѓе кои што го почитуваат, има луѓе кои што не го почитуваат. Мислам дека кога тоа ќе се среди, би било навистина убаво место. Феноменално место Македонија, на прекрасна држава со прекрасни луѓе што живеат, има потенцијал, кој сака да работи тука може да створи, да направи нешто во животот. Не е се да отидеш во странство, нели, многу луѓе се лажат со тој сон. Да, може да се направи, ама таму се работи. Се работи по 18-19 сати во денот. Но културата ми смета, искачам на семафор, пример, и сега зелено светло, знаеш, додека тргнеш и од позади ти свират. Мене ми е интересно, ама си викам од себе, зашто мора да биде така? Нема трпение, нема сите се некако денес баш адреналин. Истото слично искуство. Денес возиме низ Скопје, мотори се пикаат од сите страни, нема место, ќе се удрат, ќе се закачат, возат на црвено, поминуваат. Таа една сообраќајна култура, да почнеме од сообраќајот, мислам дека треба да се следи. Нема никаква култура, апсолутно. Нула. Во Америка има сообраќајки, има некултура и таму не е розево, да не бидам сватена дека таму летаме со колите и се, ама некако поразлично, не знам како. Поразлично, луѓето се некако помирни. Му се плашат на законот, како што реков. Дефинитивно. Значи Македонија она што си сега, каде што си денес, а отидени сте, како што рече, со $2,800 фамилиарни пари и 3 куфери. И 3 куфери, но се враќате со некаков капитал назад. Точно. Полесно ли е кога доаѓаш со капитал од странство, односно Америка, овде во Македонија? Поубаво ли се живее? Секако дека да. Не можам да бидам себичен и да кажам дека не е така. Да дојдеш да направиш капиталче, да створиш еден кров над глава, слам дека другото секи ти биде полесно. Така, значи... Ми отиде мисла да што сакам да кажам, да. Добре, може и ова. Сакаш да ми кажеш дека кој работи
напорно, трудолюбива, те познавам лично, знам дека работеше многу напорно и не спиеше едноставно. Од паркинг на свирка, од свирка пак на паркинг и тоа беше тоа. Колку пати сум од камион, на Марија ќе се јавам, ќе ангажирам, спреми ми опремата, товари го джипот, значи девојче 55 кила, товари звучници од 40 кила, зашто немам време, буквално да дојам имам време само да се спремам, туши и почнува забавата. Аз сум возел 1600-700 километри пред тоа. И идеш на забава, насмеа, позитивна, никој не знае дека во душата гориш. Спиеш, уморен. Но за тој капитал зборуваме кога ќе речат еве нашинците од странство. Да, се работи, кој како нели му се посрекило, но кога правиш некаков капитал и доаѓаш овде во Македонија да живееш, може би животот да ти е полесен и поедноставен, како за тебе, така и за твоето потомство. Фала Богу. Има луѓе нели во Америка што немаат некои амбиции за нешто повеќе, навикнати се на тој систем од Македонија и тие живеат исто скромно како што живееле тука и таму. Така. Се зависи од амбициите. Според тебе се заработували солидно во Америка ако живееш, работиш и ако штедиш, а се трудиш многу? Секако дека да. Не е спорно. Ако работиш, како што знаеме сите како работиме горе, се живе прево и можеш и на страна да ставиш паричка и све. Така. Читам коментари, гледам во текстум со сите работи дека многумина ќе речат, па и во Македонија се заработува, и во Македонија денес можеш прилично да заработиш и да живееш. Мислиш дека во Македонија се заработува солидно ако работиш? Па со оглед на тоа, еве, од мојата бранша, нели, музиката, така? Да сакаш да договориш свадба, нема сала слободна. Музика нема слободна. Значи 2 години унапред луѓето се договорени од сали, од музики, од 300 чуда. Искочи на паркинг на Партизанска или било каде, гледаш какви возила се возат. Од каде се тие средства за да земеш некоја понова количе, ти треба 400-500 евра за лизинг. Кај се тие средства? Од негде прават пари, од каде? Не знам, ја не можам да го разберам. Зимаш плата 500 евра, трошиш 5.000. Така, значи, кој работи, може да заработи. Секако и не, Антонио, како некогаш. Знаеш, минимални средства, примања. Мислам дека стандардот се подобрува во Македонија на еден или на друг начин, што оди во позитива на работите. Секако, ја мислам и гледам, но така. Знаеш, ние македонците сме такви, маце, повеќе сме да кукаме, него да ги представиме вистинските работи како што се. Дефинитивно, од кога си вратен, медиумите за тебе не се ништо ново. Се врати и почна со медиумска промоција, но не затоа што ти така сакаше, затоа што така ти одеше некако кариерата. Музички подкован со тоа што го правиш, пеењето, учествуваше на Звезде Гранда. Пинкове звезде беше тоа? Да. Пинкове звезде. Раскажи ми за тоа искуство. Како се пријави? Кој те пријави? Најчесто нели комшијата, сестра ми, тебе кој те пријави? Другарче едно ми препорача да се пријавам. Значи Пинкове звезде. Пинкове звезде, да. А што е разликата од Звезде Гранда? Едното е на Гранд телевизија, едното е на Пинк телевизија. Значи, поред, добро. Истото шоу. Другарче едно ми препорача да се пријавам. Иако не ќе искрено, мислам дека не сум стара, ама не сум ни веќе тинејџер да идам да се појавам по тие шоус. Отидов, првиот круг поминав, вториот круг отидов со цела фамилија. Со децава, ми ги познаваш децата, се струја 200 на сат и некако цела енергија ми исцрпија. И се појавив на бина, не знаев кај се наоѓам. Прв пат во животот ми се случила таква не трема, него Блекаут. Да, пеам, ама не знам на кој пеам, ни каде пеам, ни ништо. И не бев задоволен од моето пење, тоа се види и кај жири комисија, мислам нема тука што да кријам, не помина втор круг и тоа беше тоа. Но убаво искуство. Така, какво е искуството? Затоа што зборуваме за некое шоу од други размери, каде што се гледа, се слуша тоа што го прават изведувачите на сцена. Како ти го доживеа тоа? Како искуство е тоа за тебе? Учество на такво шоу од такви размери? Многу, мислам, интересно е што се запознава со секаков вид на колеги, музичари, пејачи, пејачки, разменуваш мислење.
тука седиме ние по 12-13 сати, чекавме да дојде време за снимање. Значи тоа те црпи. Тремата расте. Со кои номери се представи првиот круг, а со кој вториот? Првиот круг со Тоше Пројански Громови на душа и втората песна Мјеркам те мјеркам од Чолич. А вториот круг Саша Ковачевиќ Рука за спас и втората која беше Бостон Бехар од Динамерка. Така. Што се случи вториот круг? Не успеа? Не успеа, едноставно енергијата ми беше исцрпена и тоа го види жири комисијата и не помина. Кој ти беше ментор? Елена Ментор Карлош. има, така? Менторка. Добро, менторка. Каква беше Елена? Интересен човек. Ја запозна, интересен. така? Да. Работеше со неја, соработуваше? Имавме проба 2 недели пред втор круг. Добро. Работеше заедно со сите кандидати. И интересен лик, онака, опуштено. Не е тоа што мислев дека е дигната или како год. Добро се понашаше со кандидатите, но ете сепак. Енергијата си го направи своето. Добро. А кој однос го имаше Карлевоша со тебе? Затоа што, како што рече, не е така што ја викаат сите, нели? Медиумите и представувањето пред медиумите е една работа, кога го познаваш човек лично е друга работа. Предпоставуваме запозна лично, персонално. Лично, да. Каква беше со тебе? Како што ќе речеш? Феноменално. Дори од 20 кандидати што бевме собрани, она некако помина највеќе време со мене, најфокусиран. И сите од кандидатите од страна гледајќи викаат, ние мислиме дека ти си фаворит. Вика, со тебе помина највеќе време и цело време те бодреше, знаеш дека траеше таа проба. И тоа е едно добро искуство, жената си е кул. Се разочара од кога не помина? Очекуваше? Што осети? Знаев дека нема да поминам. И на самиот крај на настапот, кога ме прашаа што ти се случи, им кажав, енергијата, значи ми беше исцрпена комплет. И јас сум голем критичар на самиот себе. И јавно им кажав, ја од вас не очекувам ништо и јас мислам дека не треба да поминам со овој настап што го презентирав. Кога би се вратил сега на сцена, што би поминал? Би изгазил. Ама без деца, без жена, без мајка, без сестра, Никој, без никој. Сам. Пинкове звезда, ајде сега Звезда Гранда. Да. Некој друго шоу. Па, и сега имаше аудиции за Звезда Гранда, ми вика да се пријавам, но мислам дека сум вратен доволно работам, така да и нема време, тоа е, идеш патуваш Белград 5 сати, спиеш таму, па проба, се враќаш после 3 дена. Не можам тоа никако да го издржам со ова темпо што го работам, нели, и тука. Не е така едноставно. Не. Спомена работа, твојата, еве сакав да се фокусирам на твојата кариера која што ја правиш тука. Си член на Да Капо Бенд, односно фронт пејач, фронтмен, може така да речеме, може. фронтмен, да. На Да Капо Бенд, бенд од колку члена? Комплет 6. Со себе мене 6 члена. 6 члена. За каков бенд станува збор? Бенд за секој вид на забава. Моментално сега летово ги работиме, нели, свадбите, преку зимата и период работиме дискотеки, кафичи, кафани, значи свириме од забавно, народно. Истата шема. Бенд како бенд. Да. Добро, како се споивте? Како се направи бендот? Ти си беше соло музичар, соло изведувач, соло пејач. После аудицијата, после настапот со Пинкове звезде, што се случи? Со нив спојката беше пред Пинкове звезде. Добро. Со Да Капо Бенд. Да Капо Бенд ме контактира, им треба пеач, им треба нов вокал и мене планот секогаш ми беше да си направам, да дојдам во Македонија да се вратам, да направам некој бенд. И дечките некако се поклопија, тај ми го ги слушав, ми се свија како свират, млади дечки се амбициозни и таа спојка се случи. Од нигде никаде, буквално. 2 муапети седнавме на маса, тоа беше тоа. И сега сте, еве, колку време сте заедно? Од октомври, 8 месеци веќе. Ке уште малце. Има неколку месеци, ама така, година дена. Ќе славиме. Ќе речат сите музичари дека во бенд да се работи не е така едноставно и лесно. Баш Кире од Маестро ми зборуваше дека членовите на бендот треба навистина да се хармонизирани едни со други, за тој бенд да функционира. Точно. Како Да Капо Бенд функционираат? Пошто имате различни карактери, не се сите исти, многу сте различни. Каква е таа хармонија во вашата група?
Од сам старт феноменално, значи со сите членови од бендот се клопив. Сите сме на морам да кажам, дечките се од Кавадарци, така да со нив нема лош помин. Нема никогаш не ти е досадно. Значи дечките се 200 на сат. Многу ми е забавно со нив. Прво тоа да кажам, да ве поздравам. Позитива, да, значи цело време е позитива. И едноставно сите имаме иста мисија. Кога се седнува на маса, се разговара тоа и тоа и тоа треба да се направи. Креваме 2 прстика на час, кој е за, кој не е. Гласање, да. Добро. И едноставно, кога имаш иста визија, sky's the limit. Колку свадби имате за свирење периодот? Па, 70-на, да? Сигурно, да. Звонат, се јавуваат, закажуваат? Па, секој ден. Така? Секој ден звони телефонот. Минатата недела, мислам дека 4 свадби закажавме во 45 минути. Браво. Каде се свирите? Низ цела Македонија? Цела Македонија, да. Каков е распоредот? Кој води евиденција? Ако сте денес Струмица, утре сте Прилеп, задутре Скопје? Си имаме календар во телефонот, така? сите маркирано, не сме никој да заборави. Што е со пејачка? Сакате да работите и со пејачка во групата? Или... Па да, тоа е во план, здравје Боже, и пејачка да се убаци. Така да, само треба да видиме да најде блокада. За пејачка. Да не си за... Не. Добро. Можам јас да ви ја најавам свадбата, да ве најавам, ама тука ќе пуштам вие тоа да го правите. Уште кога сте со Такапо бенд и со сега што да се свири, како да се свири, кој го прави репертоарот? Кој е главен и задолжен за тоа што ќе се свира Такапо бенд? Па сите сме главни, но можам да кажам Горан, што е колегата на клавиатури, он е повеќе за народното, јас сум повеќе за забавното. Добро. Јас имам пак некој стил што сакам да си го сакам и тука да го имплементирам, да. Фала ти. И јас сум за забавниот дел, он е за народниот дел и знаеш веќе кога ќе почне журката тука. Тоа трае, тоа, да. Тука се пократки свирки. Да? Да. За разлика од Чикаго. Колку се тука? Па 2,5-3 сати. 3,5 преку сила. Толку, нема она 4-5. Збориме за кафичи. За приватни забави или кафичи, кафичи, да. Ние свириме, пример, сат и по 2, ни следува пауза. Ја не сум навикнат на пауза. Каде тоа? 10 сат почнаш до 2,5 тераш. Да, рестораните, нема. Каква пауза, нема плата да добиеш. Нема шанса. А што е со свадбите? Какви музики, какви песни сакаат младите да им се свират? Па, нели, класика од почеток да се испоштуваат, нели, најблиските, а после тоа сите си бараат журка. Си бараат она до крај, до даска, што ви да. И последниве 2 викенди бевме во Скопје на свадба, значи какви свадби од луѓето што се погоди атмосфера, па и ние свиревме стварно предобро, тоа беше браво. Преубави свадби, едни од поубавите што сум ги свирал. Направивме една споредба со македонците што сакаат да им се свири и пее во Америка. Што е со македонците во Македонија? Што сакаат да слушаат и пеат и да им се свири на овце на домашните овде? Па мислам дека истиот репертоар и тука и таму. Значи слични сме некако. Слично, да. Нема големи разлики. Не, истиот репертоар го барат и тука и таму е сака нас, нели, во Америка може да се барат повеќе, може патриотски песни, дека пак добро. Или македонски, како да кажам. Тагата за дома никогаш нема да помине очигледно. Точно. А овде дома си немаш баш тага. И тука ги свириме тие песни, не добро, дека не, ама таму се повеќе бара. Различно е. А што е со вежбањето? Кога вежбате, каде вежбате, затоа што не е тоа така? Свириме, да. Па секоја среда или секој четврток. Имате проба? Имаме проба, да. И дали тука кај мене дома или во Кавадарци. Се ротираме. Да не биде сега цело време нивни терет, па нели мој терет, вака се ротираме секоја недела и ама еднаш во неделата има проба. Павезно. Со ракијичка. Тоа така. Кавадарчани, здраво, добар ден. Што ќе пиеш? Вода, не. Ракија. Да. Антонија, што е со заработката? Те прашав за Америка, но сакам да ми кажеш и за Македонија. Може ли да се живее и работи од музика во Македонија? Може. Ако пееш ако свадби, си активен, ако пееш по забави, ако и си член на бенд или ако си соло музичар? И како соло музичар и како член на бенд. Најбитно е луѓето да те сакаат, да бидеш свој
да те засакаат луѓето, па све ќе си дојде На своја. на свое, а да се заработи може, секако. Така. Да Капо Бенд планираат ли спот, музика, музичка номера, нешто Имаме ваше? извадено една песна сега. Добро? Не знам дали имаш слушната. Одиси. Не. Пуштам последник. Не. Значи Одиси со, Пред- со видеозапис? Со видеозапис комплет. Добро. Што е следно? Мислам, сигурно ќе продолжите и Имаме сега две песни што спремаме. Сакаме летен хит да... Мислам, имаме песниче, сакаме да го испромовираме летово. Као лето песниче и една најава мала. Песна за отварање на свадби. Како што е од овој ден, од Добро, од Владо Јаневски. Добро. Нешто во тој стил. Ја спремам Браво. јас лично, Добро. музика и текст. И тоа ќе биде, сам дека таа песна ќе се пее Многу. на секоја свадба. Многу добра песна, ќе чуеш после. Браво. И сигурно планирате и видеозапис за сето Да, тоа. везно. Кој ви ги прави песните? Каде снимате? Каде? Одиси е дело на колегата Тодор Шитков, исто клавиатурист во Капо. Наредниве мелодии се моја дела. Така, а каде снимате? Кај Тодор во студио во Кавадарци. Ке речеш, не знам нота да ти прочитам, ама знам да исвирам и да пеам. Тоа е некоја чудо. Како ги пишуваш, како ги правиш песните? По слух. Ке ми доја некоја мелодија, седнувам на сајзер и почнувам да формирам некои хармонии, скали и така. А текстовите? Исто така, ќе ми дојде некоја идеја, ќе сврзаш 2-3 реченици и после само се тече. Замисли Антонио да ја искористеше стипендијата од Crown Point High School. Што ќе беше ако беше муабетот? Па, не знам, може. Си размислував некогаш на таа тема? Да, многу пати. Многу пати сум размислувал и мислам дека паметна одлука, среќен сум што вака ми се одви животот. Сега, гледајќи се сега, и да се вратам 10-12 години назад, не би сакал да бидам професор. И ништо не би променил од тогаш до сега? Не. Најубавите моменти ми се, мислам најубавите. Едни од најубавите моменти ми се во тој камион, дека заедно со Марија, она беше со мене 6 години во камион. Ние ќе стоваревме тура, ќе го паркиравме камионот, цела Америка ја прошетавме буквално. Се видовте? Се. На сите места, градови бевте. Што ти се допадна, Антонио, најмногу од Америка? Кој град што го виде, кој искуство го доживеа како најубаво? Па, обожавам да планинарам. Тој дел, како му да е, Лас Вегас, Невада, Раки Маунтенс, Колорадо, значи тие делови ми се... Западниот дел на Америка. Западниот, да. Тие делови ми се феноменални, значи возам и уживаме, двај чекам да го паркираме камионот, зиплайн и да се качуваш по камион или по планини, карпи и така. Тие националните паркови, тие недопрени убавени. Йеллоустоун и во Денвер. Како се викаше во Денвер? Во националниот парк со каньоните. Тоа е? Тоа е тоа. Тоа е. Йеллоустоун National Park. Гранд Кеньон. Гранд Кеньон. Извини, да. Се збунивме малце, ама тука се близко. Тука сме некаде, да, ама. Да. Тие се навистина едно скриено богатство на Америка, кои што стварно се убави и стварно. Да, преубави места. Убаво искуство. А ќе речеш, сакаш да планинариш. Овде во Македонија можеш да го правиш тоа? Си бил негде? Се уште не, можеш да го правиш. Имам на Инстаграм зачувано на 2-30 места кај што сакам, кои што сакам да ги посетам. Да ги видиш. Да ги видам. Среќен ли е Антонио овде? Да. На крајот од денот. Значи тоа е најбитното. Дали си среќен онаму каде што си? Филозофија друга на животот нема. Треба само да си среќен. Точно. Треба да си гледаш за себе, прво, за твоите, за фамилијата. Ако фамилијата ти е среќна, ако децата ти се наранети, облечени, нема нешто подобро и нешто што би ме направило погрд во животот од тоа. Како родител, децата ти се родија во Америка. Растеа до некој, големото е 5 годинки, па 3, па малата. Значи, на многу мала возраст ги носите децата овде. Не дека се навикнаа на нешто таму, но не
им е исто како што им било. Какви реакции добија од твоите дечиња? Иако се многу мали, сепак се наискрени. А таму беа некако многу посмирени, така по-прибрани, знаеш, Помирни. мирни. А тука доаѓаме, уште од првата недела се сеќам дека живеевме во долната куќа додека се правеше другава. И ние ќе станеме од спиење, гледаме децава ги нема. Тие да фаташ трафта кај баба им деда им. Пешки. И ние трчај по нив, нели? Во Америка на Тоа, улица да, децава не е да. дозволено, 2-3 пати ќе ти ги земат. Еднаш, 2 пати, 3 пати, викам на Марија, викам, знаеш што, викам, тај, викам, опушти се. Ај напри едно кафе, викам, седни, пушти ги, нека паднат на камен, нека се искршат. Тоа е, така сме растеле сите, значи нека се исчеличат. И како што поминува време, се повеќе ги гледам децава се, значи, поживи, поактивни, не знам како да ти кажам, Слободни? Послободни, да. Таму одеа ли во градинки? И одеа, да. Така? А овде? И тука идат. Како родител, каква разлика гледаш таму носењето на децата по градинки и овде? Какво е твоето гледање на тие нешта? Како мислиш за... Например, ги носиш на градинка, си доаѓа среќен, весел, тажен, каков ден имал, овде го носиш, го зимаш. Како родител, го гледаш ли твоето дете ништо поминува одејќи на таа една градинка, дружејќи се со дечињата? Па на почетокот беше, од тој аспект беше малце потешко, дека дечињава, децава мои, мислам, знаеа, разбираа македонски, ама враќаа на англиски. И првите неколку месеци им беше проблем. Ама, чим се адаптира, значи исто кој ја, кој отида во Америка. Чим се адаптира, доаѓаат на смене до тука. Тато, зошто ме земат, таман почнавме да играме. Тато, викам, мора да ручаме, мајка ти ручек има дома. Така, значи, одат во градинка овде, убаво име, почуваат и со школа, јазикот македонски го знаат веќе, го зборуваат, така? Сега веќе, малиот ми е шампион. А што е со англискиот? Верувам дека тоа нема никогаш да го заборават. Па и англискиот уште го знаат. Кога се караат еден со друг, меѓу себе, зборат на англиски, се караат на англиски. Така. Сакаш ли онаму каде што си сега би останал или можеби тлее во тебе, па што ќе беше ако продолжевме живот во Америка? Па види, никогаш не сум живеел на тоа што ќе беше ако беше. Секогаш гледам да живеам во моментот. Значи тоа што значи идејата, како што ти кажав, пред 5 години беше створена, се родија дечињава, моментот што го добивме да се вратиме, го искористив максимално одмah. Значи идеме се враќаме. И не знам. Сега си тука, Што ќе беше ако беше? Да бевме во Америка, сега не знам, искрено ти кажам, никогаш не сум живеел по тоа мото. Еве година дена си овде, се соочи на еден или на друг начин со живот во Македонија, би се вратил ли назад за Америка пак? Би се преселил ли? Ова е tricky question, добро што е подкаст, не е lie detector. Срце овака ми прави туф. Тај политички да ти одговорам? Може. Не би се вратил, но нема никогаш да затворам вратата во Америка, како да кажам. И никогаш не вели никогаш. Точно. Затоа што имаме деца и ете, самиот знаеш дека ако сака да оди, ако сака да продолжи студирање, образување, учење, кариера, не можеш да ги сечеш крилјата. Точно. Не е фер, нели? Фала Богу, има време, уште се мали, но и сега на оваа возраст сум рекол моментот кога ќе осетам дека нешто не е како што треба тука, нека децата да не ми се стрекне или ја да не сум среќен со пругата, како и да е фамилијата во склоп, моментот кога ќе осетам, моментот можеш да се вратиш. Можам да се вратам. И опа нема да ми трепне. Пак ќе се спакувам у еден континер назад. Како одеше преселбата, кажи? Затоа што ете се вративте од Америка за Македонија, како изгледа тоа преселување фамилиарно од еден континент на друг континент? Многу тажно. Искрено да ти кажам. Тажно дека како ставаш имаш и позитивни емоции,
имаш и тажни емоции, значи се враќаш, доаѓаш ке знаеш дека ќе живееш со твоите, ќе бидете заедница сите, а од друга страна остава се што си створил таму тие 22 години. Значи од друштва, пријатели, од познанства. Децата ти Многу се чуден родиле момент. таму. Знаеш? Децата ми се родиле таму, куќата, баш се сеќавам тоа комето го пакуваме со 16 куфери се вративме, ги затварам вративе, се вртам на кај дома и онака тешко ми падна, ме разбираш? Еве сега ми Празно. паѓа тешко, ама идеме Празни нападал. ѕидови, Да, нема... празници дома немаше ништо, ако се Немаш сеќаш има ништо. видео на Facebook, Да, извини, да. маце. Го видов, да, мислам, очигледно, празни ѕидови, празен под, нема ништо, празна кујна, нема кој да трча ни празна куќа. Да. И не е едноставна таа преселба, но кога си решил веќе и сакаш да ја истераш и да ја направиш, се случува. Се преселивте со 16 куфери назад во Македонија. 16 куфери во авион, а цел контингер на брод. Што се спакувавте и донесовте овде? Што не? Ја мислам дека не знам што спакува сопругата. Се, Од ден денес не знам што има. Имаме куфери неотворени, така? но буквално се од за највеќе за деца, од лекови до 300 човека. Што е со бела техника? Што е со не знам, столици за седење, маси, но носевте ли такви работи од Америка овде? Па не. Мислам да и не, некои работи донесов, ама повеќето работи ги купивме тука. Но се преселивте. Што е со колите? Што е со автомобилите? Колку автомобили донесовте од таму тука? 4. 4. Мислам. Чекај. 4 Како се. беше? Значи буквално селење, преселба Буквално од Америка селење. до Македонија. Буквално. И твоите се вратени овде, колку време они се вратени во Македонија? Мислам 5 или 6 години веќе вратени моите родители, а сестра ми е вратена 4. 3 или 4. Да разграничиме. Твоите родители живеат во Скопје, а сестра ти живее Во каде? Краљево, во Србија. Затоа што е омажена за За Србин? Марко, за Србин, да. Така. Не кеше да продолжи да живее? Не. Она беше најголем противник за враќање. Дека Добро. она има завршено таму и факултет, и работа, прекрасна медицинска сестра, и приходи добри се. И кога фати короната, се направи некој пресврт таму кај нив на работа и се решија да се вратат. И еве 4 години. Hi sis, I love you. Не ќе да чуе 4 за години Америка. не ќе да чуе. А Апсолутно не ќе да чуе. сопругот како го убеди да се Тој прв? прв. С пресреќа. Пресреќа. Да. Пресреќа. А што е со твоите родители? Носталгијата, верувам, за Македонија никогаш не им поминала. Еве Не. ги назад. Па исто и они сака да се вратат. Секогаш планот беше да земеме пасоши 5 години и да се вратиме сите фамилиарно. Ама сестра ми колку имаше 15 години, 11 веќе формираш друштва после 5-6 години, сега пак Пак ајде врати се, одиме до ними, тоа не е решение. И они мора да останат поради нас. Сега не изведаа на некој прав пат и они си го фатија нивниот пат и пресреќни сте. Не можам да им судам, значи Види, секој има право да живее онака како што сака. точно. Секој има право да носи одлуки да се сели и преселува онаму каде што сака. Но убаво е кога фамилијата е на едно место и кога срцето е на место и кога имаш помош со децата, нели? Точно, тоа е најголем плюс. Најголем плюс. Баба и дедо звучи малку поразлично во фамилијата. Ти фалеа баба и дедо кога се преселивте Америка? Како не? Напуштивте се тука и Како отидовте? не? Највеќе ми фале. Посебно баба ми, она почина месец дена од кога отидовме. И ја израснав со неа и тоа беше еден голем шок за мене и за сите нас. Тогаш имаше МСН, нема како сега Facebook, јави се квалитетна слика, све како што треба. И така беше, тежок тој период, ама ајде да не навлагам. Антонио, тугината е тешка. Ти си отиден со твоите родители и пак ти е тешко. Што се соочи што ти беше најтешко таму? Таму? Да, во Америка. Зашто ќе речат тугината пуста да остане, едно правило, парите се отепувачка, второ правило, и третото е само дома си е дома. Види. Јас
верувам во некој ќе каже тоа се старомодни работи, луѓето живеат сега во модерни светови, треба секој да си го живее нели својот живот. Но јас верувам во некој работи, ја мислам дека фамилијата треба да ти биде сплотена на едно место. Па, еве ние се вративме, голем дел ради моите, и фала му на Господ што се вративме. И кога сте сите заедно во еден склоп, мислам дека нема поголема среќа од тоа. Тоа е факт. И како да ти кажам. I'm very happy I'm back. Добро. Како нашинец, кој што живеел и работел во Америка, си овде назад во Македонија, и еден твој искрен пријателски совет за сите оние кои што живеат во Америка, сакаат да се вратат, или за сите оние кои што се овде во Македонија, но сакаат да се преселат од државата. Што ти советуваш вака како иселен и како вратен? Со кој да почнем? Ајде, иселен. Иселен па вратен? За сите тие што сакаат да се вратат, ја мислам дека вреди да пробаат, да се најдат среќата. Ако се пронаоѓаат во Македонија, што им меѓава, дали се тука или таму, битно среќата каде ти е. Исто така и за тие што сакаат да се иселат од оваа држава. Колку и да има лоши некои вредности и работи во оваа држава, јас сепак мислам дека пред да направат било што треба максимално да дадат отпор, тоест не отпор, напор, да искористат секоја прилика, секој ресурс што оваа држава го дава, ако и тоа не може да помине, тогаш нека си ја барат среќата на други места. Кој како знае, кој како уме. Точно. Среќата е во малите нешта. Што го прави Антонио среќен на крајот од денот? Освен фамилијата, супругата, што сакаш да си купуваш, што е она што тебе ти прави сопствена среќа? Многу сум скромен. Искрено. Пак ќе кажам, фамилијата ми е најголемото богатство и најголемата среќа. Ништо друго не ме прави среќен ако они. Може би не знам, нов микрофон. Не. Нова блуза. Помина тоа време, порано се радував на нов микрофон, кабел ќе си купев, вау, среќен. Сега не. Од кога се родија децата, сам тие ми се најголемата среќа. Така, каде сакате да патувате? Еве сте вратени во Македонија, каде се патувате, каде сакате да одите да го трошите фамилиарно времето? Гледаме максимално патуваме низ Македонија и во план сме да направиме еден Eurotрип со количево сите така на купче и цела Европа едно добри 3-4 недели, она баш Eurotрип. Да ве нема од. Да. Тоа ни беше желба уште секогаш со Марија, уште како дечко и девојка и пред деца и са со децава, тоа ќе биде плюс. Така, значи патувањето, децата, фамилијата, ништо очигледно за тебе не те задоволува онако како што насмевката од дечињата. Нема поголемо задоволство. Так. Тоа е најголемата среќа. Антонио, ќе ти се заблагодарам за искрениот муабет, за овие муабети кои што никогаш нема да стивнат, издивнат, со тоа како е да си иселен и како е да си оној кој што се вратил назад. Денес и овој период ќе ги снимаме оние кои што се вратиле назад, нивните искуства, нивните среќни и тажни моменти. Секој се соочува со било каква судбина, со убави и неубави моменти. Ти посакувам само убави моменти и многу среќа во понатамошниот живот во Македонија и се гледаме можеби на некоја свирка, свадба, забава, така? Здравје Боже, ти благодарам уште еднаш. На поканата ми беше задоволство да го поминам овој час со тебе. Се надевам ќе се видиме и за други работи. Може и во Чикаго ќе ви изненадиме. Така. Добро дојдени сте секогаш. Ти благодарам уште еднаш. Драги мои, тоа беше Антонио Тасевски, сегашен член на Дакапо Бенд, но оној кој што се вратил од Америка да живее назад во Македонија. Се надевам дека неговата приказна ви беше инспиративна, необична, забавна, тажно среќна, така што секоја среда сме со нови епизоди на подкастот и каналот Марија во Америка на YouTube. Чао, чао и се гледаме следната среда со следниот гостин.